пописот на некој начин потврдува она што и претходно се знаеше, затоа што дел од овие параметри беа познати и по други основи, меѓутоа сега можеме точно да ја видиме структурата на популацијата, првенствено зборувам за старосната структура и секако најважниот податок дека имаме пат на бројот на населението, што се должи секако на првенствено на емиграцијата, меѓутоа и на другите трендови, намалениот природен прираст, например. Професор Петровски, државата старе, речиси 300.000 млади се во миграција и она што се наметнува како прашање дали сега, после овој попис, ќе имаме проблем, односно на удар ќе биде пензискиот фонд и недостигот на работна сила. Секако во однос на структурата најбитен е овој аспект кој што вие го спомнувате, а тоа е старењето на населението. Ние гледаме дека младите кохорти се намалуваат, повеќе од што се намалуваат старите кохорти и тоа е повторно последица на овие две тенденции, затоа што врз основа на податоци кои што постојат од надворешни бази, значи бази како на пример од Обединетите нации и од Светската банка, забележуваме дека лицата кои што се иселувале биле помлади од лицата кои што остануваат тука, што е секако една претходно постоеше да кажам и како еден анекдотски доказ, сега го имам и како емпириски доказ. Така што во таа смисла ние веќе сме длабоко навлезени во тој проблем на дефицит на демографска дивиденда. Односно викаме кој ќе го носи растот и развојот на оваа земја, бидејќи младото население се намалува повеќе од што се намалува старото население. Сега во контекст на она што го спомнувате за старото население, таму бројката од прилика ја знаевме, затоа што постојат податоци во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, нели за бројот на пензионери и сега гледаме дека таа бројка ја имаме истата и преку пописот. Значи, бројот на вработени во земјава имаше континуиран пораст. Тоа го гледавме преку бројот на вработени кои што се регистрирани, значи за кои што викаме се плаќаат придонеси и оној сегмент од бројот на вработени кои што не се преку регистрирана вработеност, меѓутоа кои што вршат некаква работа за надомест. Значи тој број во претходниве 2 децении, посебно во последнава деценија се зголемуваше. Така што ако гледаме низ таа призма, бројот на вработени по пензионер забележа пораст. Не треба ние тој момент да го занемаруваме. Меѓутоа, пензискиот фонд имаше други проблеми. Тие проблеми главно беа последица на адхок зголемувањата на пензиите кои што се случуваа за политички цели. И така дојдовме во ситуација да дефицитот во пензискиот систем беше во континуиран пораст, некаде од прилика до 2017-18 година, кога тие адхок зголемувања запре и знаеме дека се донесе една мини реформа со која што се зголемија во 2 наврати стапките на социјалните придонеси и се променија заменските стапки, како резултат на што дефицитот во пензискиот систем се стабилизираше. Сега имавме дебата пред најавеното зголемување на пензиите, кое што се случи, односно ќе се случи во септември, дека ние мора како општество да се откажеме од адхок зголемување на пензиите, односно зголемувањата секогаш да бидат само во линија со порастот на економијата и на животниот стандард. Значи да го задржат животниот стандард на пензионерите, а при тоа да не креираат понатамошни проблеми во пензискиот фонд. И мислам дека со решението што се понуди тоа на некој начин и се постигна, меѓутоа е врзано сега со дискусијата за демографските тенденции, затоа што тие не се поволни. Значи, демографската слика не помага за состојбата во пензискиот систем да се подобри или да очекуваме дека ќе се подобри во некој разумен краток период. Според одржаниот попис од 2021, во моментот имаме 1.836.713 граѓани, што е за речиси 300.000 помалку од 2001 година. Дали во вакви услови може да креираме економска нова или подолгорочна економска демографска состојба, слика? Добро, апсолутно е пописот, значи новата слика за населението, бројот и структурата е апсолутно релевантен за креирањето на економските политики. Нема тука дилема дека ние сега ќе имаме подетален увид кои се
каква е структурата на населението и кои се сегментите од населението на кои што економските и посебно социјалните политики треба да посветат посебно внимание. Тоа е апсолутно најголема релевантност има за состојбата на пазарот на труд, каде што постоја некои информации и претходно ги спомнав врз основа на податоците во Управата за јавни приходи, во Фондот за пензиско осигурување, во Фондот за здравствено осигурување, во Агенцијата за вработување, така што таа слика во тој однос не беше целосно заматена, меѓутоа сега имаме една чиста слика верифицирана со овој попис и таа слика говори дека со оглед на падот на вкупното население, односно намалениот број на вкупно население, веројатно веќе во следната анкета за работна сила ние ќе видиме дека се намалува и бројот на работоспособно население. Врз основа на тоа, веројатно ќе видиме дека и бројот на вработени, оној кој што го објавува, значи Државниот завод за статистика, не бројката во Агенцијата за вработување, ќе биде веројатно нешто пониска од таа проценка која што била таму. Дали со намалениот број на жители генерално ќе има и тенденција на намалување на бруто општествениот производ пер капита? Бруто домашниот производ по глава на жител математички ќе има зголемување, не намалување, затоа што ние досега јасно, прецизно го меревме вкупниот бруто домашен производ во земјата. Сега кога тоа ќе го поделиме со намален број на жители, доаѓаме до повисок износ по глава на жител, така што според паритетот на куповна моќ, ако претходно беше некаде околу 17.000 долари по глава на жител, сега таа бројка ќе се издигне можеби близу 20.000, така што ние на некој начин ќе се одлепиме од Албанија, ќе се доближиме до Србија во смисла на животниот стандард мерен преку БДП по глава на жител. Пописот единствено ќе влијае врз показатели кои што, например, се добиваат од анкетите кои што ги спроведува Државниот завод за статистика и две се тука најрелевантни. Едната е спомнав, анкетата за работна сила, втората е анкетата за приходи и услови на живеење. Од првата ги добиваме стапките на вработеност, на невработеност, на неактивност, од втората добиваме информации како стапка на сиромаштија, на нееднаквост и така натаму. Значи, кај овие две анкети, пописот ќе изврши влијание на таков начин што ќе влијае врз рамката на примерокот. Значи, таа рамка на примерокот досега била правена врз основа на информации од 2002 година. Сега новите информации ќе треба да се стават во рамката на примерокот и тоа можеби ќе направи некакви структурни поместувања внатре, иако во смисла на стапки не очекувам драматични промени. Можеби во апсолутни износи ќе има промени, кај бројот на вработени, на неактивни, на невработени, како резултат на главно на емиграцијските движења што ги дискутирав претходно, меѓутоа кај стапките не очекувам дека ќе има драматични промени. Професоре, на крајот пописот покажа дека младите се иселуваат, најголемиот дел од младите одлучуваат да се дадат во миграција. Дали ќе се доведеме до сериозен проблем на недостиг на работна сила и да се реактуализира она идеја првична уште пред речиси неколку месеци кога екс-премиерот Зоран Заев порача дека можеби ќе бидеме приморани да увезуваме работна сила. Јас да ви кажам веднаш не се согласувам со таа теза, затоа што точно е она што го викате, дека постои недостиг од квалификувана работна сила, на тоа алармираат и коморите и другите чинители во тој домен, тоа го гледаме и низ податоците. Меѓутоа, ако ја погледнете статистиката во Агенцијата за вработување, која што е, да кажеме, еден регистар од кој што биле црпени некои информации во текот на пописот, ќе забележите дека имаме невработени кои што активно бараат работа, значи, меѓу другото и секој месец се пријавуваат во Агенцијата за вработување, околу 130.000 е последната бројка. Значи, ние го имаме тој контингент од 130.000 невработени кои што бараат работа и се спремни во секој момент да работат. Сега вика коморите и фирмите викаат дека не може да се најде квалификувана работна сила. Значи, ако е така, нашата примарна цел треба да биде да ги доквалификуваме, да ги преквалификуваме овие 130.000 лица, за да може да ја пресретнат побарувачката од страна на компаниите. Дури во некоја
следна фаза кога би се решило овој проблем, ако и тогаш има недостиг на работна сила, треба да размислуваме за алтернативи. Затоа што да споменам дека ако ние, вака да кажем теоретски, одиме на варијантата да увезуваме работна сила, тогаш тоа се коси со целта да ги подигнеме платите. Значи, поголем наплив на работна сила од странство ќе врши надолен притисок врз платите. Така, ако работодавач не може да најде работникот тука за одредена плата, ќе најде работник од увоз кој што ќе прифати за пониска плата. И тоа ќе изврши надолен притисок и тука мислам дека се коси условно кажано хипотетичка политика за увоз на работници со целта да се подигнат платите, меѓутоа мислам дека тоа се изгуби некако како идеја. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам и на вас. Поштовани гледачи, тоа беше професорот Маријан Петревски од Универзитетот Американ Коледж.